Денешниот протест е поради 4 години мол, 4 години затешкување, 4 години уништување на све што е народско, све што е, значи народ не може да истржи стегата на оваа фамилија, на оваа багра. Институциите ги земаат под своја команда, све е во корис на една фамилија на народ. Тоа е главната каписла, значи убиството на Мартин беше насред пошто пред илјадници сведоци, го заташкаа до максимум и не е само тоа. Колку има што патат од истиот проблем. Значи вратите на институциите ги научивме сите на памет. Гледаме како не прават во сопствена држава да се бориме за права кои треба да ги имаме. Зошто се одлучивте токму за денеска? Денешниот ден е баш момент прав кој треба да бидат нели преговори, ние политичка криза, ние немаме политичка криза, ние имаме чист лопово, арамила, уништување, убиство. Значи убици имаат, мафијата има држава. Тоа е така. Ќе продолжите со ваквите собирања? Да, ќе продолжиме, но не секојдневно, тој ќе иде константно, значи тој ќе иде од даден момент. Значи од секоја постапка на владата ние ќе собираме. Мислите ли дека ќе вродат со под ваквите собери со оглед на тоа што знаеме како завршија протестите на 5 мај? Овој народ трпел и уште трпи. Они мислат дека ние немаме мирен народ и благороден народ. Не е бунтовен, но кога еден ден ќе се прелие чашата, ќе дојде правиот момент. Тоа е за многу брзо време. Може да ми ги дефинираш вашите барања конкретно? Нашите барања да се расветли убиството на Мартин. Друга работа е тоа што било која институција не застанува во поглед на политиката. Политичка криза, ние немаме политичка криза. Ние имаме чист лоповлук. Буквално. Многу семејства има денеска што немаат леп да јадат. Јас сум сведок на многу така. Тоа го знае и Груевски, тоа го знаат сите. Едно копито од овие коњи што ги направија низ Скопјето, ќе нарани многу фамилии. Тоа го слушнавме, многу добра изјава, небитно од која партија ми се свиѓаше, затоа што млад, надежен политичар го кажа тоа и затоа и го напоменав, затоа се уште не му испрља на душата. Така, ги повикавте ли политичките партии да ви се придржат? Не ги повикав. Зошто? Затоа што не планираме да ме манипулираат буквално никој. Да дојде како обичен граѓанин, да, но нема потреба од, нели, ние имавме членови на ВМРО и на СДС и на сите партии на минатите протести. Овој пат не повикавме буквално никој. Само народ. Народ, зашто народ највише пати. Се надевате на помасовни собери? Ние имавме турбуленции. И со по 100 луѓе, и со по 15.000 луѓе. Сега зависи денот и времето и зависи кога е објавено и така натака.